Одиме со ново видео од предавањата по германски јазик. Да напоменеме дека со предавањата од ниво А2 сме при крај, а потоа ќе продолжиме со снимање на малку понапредно ниво, односно за B1. Во минатите неколку видеа учевме за односните реченици и некои од типовите на односните заменки кои се користат во нив. Во ова предавање ќе учиме за сите типови на односни заменки, кога се користат и ќе дадеме некои примери. Ако сте нови на каналот, кликнете subscribe и следете не на YouTube и Instagram. Значи за почеток што треба да повторите или што треба да знаете за да можете да го научите полесно ова видео. Треба да знаете за неопределени заменки во германскиот јазик и можете да повторите од видеата од прв, втор и трет дел за неопределени заменки од ниво А2. Исто така можете да повторите за видеата за односни реченици во номинатив и односни реченици во акузатив, датив и генитив. Исто овие видеа можете да ги најдете во плейлистата за А2 ниво. А сега да продолжиме. Релатив прономен или односни заменки. Какви типови постојат? Значи постојат односни заменки за предмети кои ни се веќе познати, односни заменки за непознати предмети, односни заменки за познати личности и за непознати личности. Во ова видео ќе учиме за првите три типови, за познати предмети, непознати предмети и за познати личности. За почеток да направиме мало повторување за дирелатив зетце или односни реченици во германскиот јазик. Што се тоа односни реченици? Тоа се тип на зависни реченици или небензетце, па се формираат по нивните правила, односно конјугираниот глагол стои на крај на реченицата. Тоа се тип на реченици со кои се добива дополнителна информација за одредена личност или предмет. Например, првата реченица е Ich habe einen Bruder. Јас имам брат. Оваа реченица не дава дополнителна информација за братот. Па се користи спојување со уште една реченица, например Der Bruder ist immer nervös. Братот е секогаш нервозен. Кога ќе ги споиме во една реченица се добива односна реченица или релатив зат. Ich habe einen Bruder, der immer nervös ist. Јас имам брат, што секогаш нервозен е. Продолжуваме понатаму. Како се формираат односните реченици? Се формираат со спој на Haupt, Satz и Nebensatz, или со спој на главна и зависна реченица. Сврзникот од зависната реченица се променува во односна заменка кога ќе стани односна реченицата или релатив зац. Односните заменки што се користат во ова реченица треба да зависат од родот, бројот и падежот. Ќе дадеме пример со една реченица. Du kennst den Jungen, der dort von dem Kiosk steht. Ти го знаеш момчето кое таму пред трафиката стои. Во оваа реченица со црвена боја ни се означени глаголите и тоа во вториот дел од реченицата. Глагол stehen ни стои на крај на реченицата бидејќи е зависна реченица. Тоа можете да го повторите во предавањата за сврзници во германскиот јазик, каде што кажуваме
која е разликата меѓу главна и зависна реченица и како се формираат. Со плава боја во односната реченица ни е опишано деа или тоа е односна заменка. За машки род. Значи, првиот дел од реченицата е главна реченица, вториот дел е зависната или односна реченица. Откако повторивме на кратко, сега продолжуваме со дирелатив прономен или односни заменки. Што се тоа односни заменки или релатив прономен? Тоа се тип на заменки кои се користат при формирање на односните реченици или релатив зетце. При промена на небен зац во релатив зац, односно промена на зависна во односна реченица, сврзникот кој претходно бил во зависната реченица се заменува со односна заменка која ќе биде во односната реченица. Односните заменки, како што кажавме пред малку, зависат од родот, бројот и падежот во реченицата. Ова можете да го повторите во видеата за односни реченици во номинатив и односни реченици во акузатив, датив и генитив. Какви типови на релатив прономен постојат? Ние би ги поделиле на неколку типови, односно односни заменки за предмети, кои се делат за познати и за непознати предмети. И вториот тип се односни заменки за личности, кои исто така се делат на за познати личности и за непознати личности. А сега почнуваме со првиот тип, односно првите два типови, релатив прономен für bestimmten Personen und Sachen, односни заменки за познати личности и предмети. Какви се односните заменки кога зборуваме за познати личности или познати предмети? Односните заменки кажавме дека зависат од родот, бројот и падежот на реченицата. Односните заменки за номинатив и акузатив се исти како нивните членувани именки или бештимта артикел. Кога зборуваме во датив, односните заменки се делумно различни од нивните членувани именки и за генитив се целосно различни. Да направиме споредба во оваа табела. Ке ги опишиме односните заменки за машки, женски, среден род и плурал или множина, а од левата страна ке ни се поставени падежите. Во номинатив за машки род имаме деа, за женски род ди, среден род das и плурал или множина исто ди. За акузатив машки род ден, а женски среден род и множина се исти како за номинатив. Од ова можете да забележите дека односните заменки за номинатив и акузатив се истите со членуваните именки за номинатив и акузатив кои веќе ги знаеме уште од предавањата за ниво А1. Кај датив имаме дем, за женски род деа, за среден род дем и за множина денен. Кај датив разликата од членуваните именки е само за множина. За генитив за машки род имаме дезен, за женски род дерен, за среден род исто дезен и за множина како за женски род дерен.
Разликата од членуваните именки кај датив и генитив ја имаме во тоа што имаме членувана именка плюс додавање на 1 до 2 букви. Да видиме примери. Wo ist die Stiefel, die mir so gut steht? Каде се чизмите кои на мене добро ми стојат? Во оваа реченица имаме номинатив падеж и die Stiefel или чизми во множина или плурал. Според тоа ја одбираме и односната заменка. Втора реченица како пример. Das Kind, das im Garten spielt, heißt Hans. Детето кое во градината игра се вика Ханс. Во оваа реченица како односна заменка ја користиме das. Бидејќи зборуваме за номинатив, еднина, среден род. Трет пример. Wo ist der Rucksack, der mir gefällt? Каде е ранецот кој на мене ми се допаѓа? Исто оваа реченица е во падежот номинатив, еднина, но користиме машки род. И поради тоа односната заменка е der. Следната реченица ни е во акузатив. Der Film, den wir im Kino sehen, ist sehr langweilig. Филмот кој ние во кино го гледаме е многу досаден. Оваа реченица е во акузатив, користиме еднина и машки род, поради тоа имаме den. Филмот, односно der Film е во машки род, поради тоа е den. Следен пример, das sind meine Eltern, die ich sehr liebe. Ова се моите родители кои јас многу ги сакам. Акузатив плурал. И последен пример ќе ни биде во датив das Fahrrad, dem ich gebe dir, ist kaputt. Велосипедот кој јас ти го давам на тебе е расипан. Во оваа реченица користиме датив, зингулар и среден род. Бидејќи зборуваме за das Fahrrad или велосипед кој е во среден род. Подетално за овој тип на односни заменки веќе зборувавме во двете видеа за односни реченици во номинатив и односни реченици во акузатив, датив и генитив. Поради тоа во ова видео нема да се задржуваме повеќе. Третиот тип на односни заменки кој ќе го учиме денес е за односните заменки за непознати предмети или релатив прономен für unbestimmten Sachen. Какви се односните заменки кога зборуваме за непознати предмети? Се користи само еден тип на односна заменка. Тоа ќе го видиме во следните минути. Таа заменка најчесто не зависи од типот на падежот во реченицата. Но не е секогаш така. Во оваа табела ќе ги видиме односните заменки за непознати предмети. Имаме падежите номинатив, акузатив, датив и генитив. За номинатив, односната заменка за непознати предмети е вас. За акузатив, исто е вас. За датив, исто вас, но во некои случаеви се користи и dem. И за генитив е единствената разлика каде што користиме весен. Но моментално не е потребно да се обрне внимание на тоа, бидејќи за генитив се уште немаме учено. Какви непознати предмети опишуваат овие односни заменки?
опишуваат неколку типови и тоа индефинит прономен или неопределени заменки, демонстратив прономен или показни заменки и како нешто трето опишуваат номен суперлатив или суперлатив на именки. Да видиме пример. За индефинит прономен исто така имате видео на каналот што може да го гледате. Се користат alles во превод се, nichts ништо, etwas нешто, einiges неколку, weniges малку, vieles многу и други неопределени заменки. Како показни заменки ќе споменеме само неколку и тоа најчесто се користи das во превод тоа, dasselbe во превод исто и dasjenige во превод тој или оној. И како трет тип имаме суперлатив на именки, односно веќе знаеме за формирање на суперлатив. За придавките ова е разликата само што истото го префрламе како именка и секогаш се користи во среден род, односно со das. Да видиме примери. Das Beste или најдоброто. Das Schlimmste најлошото. Das Billigste најефтиното. Das Teuerste најскапото. Das Schönste најубавото и das Wichtigste најважното. Можеме да користиме и други суперлативи, но овие би ги дале како пример. Продолжуваме понатаму. Како се формираат односни реченици со односни заменки за непознати предмети. На ист начин како односните реченици со односни заменки за познати предмети. Единствената разлика е во односната заменка. Односната заменка постои само во еднина и како што кажавме најчесто не зависи од падежот, освен за генитив. Да видиме некои примери. Das, was du gesagt hast, ist schlimm. Тоа што ти го кажа е лошо. Во оваа реченица користиме показна заменка или das и користиме односна заменка или was. Исто така реченицата можете да забележите дека е односна реченица во минато време или во перфект. Втор пример, das, was sehr interessant ist die neue Schwimmbad. Тоа што многу интересно е новиот базен. Да видиме други примери. Ich esse alles, was ich mag. Јас јадам се што јас обожавам. Во оваа реченица користиме индефинит прономен во случајот alles или се. А односната заменка е истата. Was. Diese Blume ist das schönste, was unser Garten hat. Ова цвеќе е најубавото што нашата градина го има. Во оваа реченица користиме суперлатив на именка. И последен пример, in der Zeitung steht das, was gestern passiert ist. По весникот стои тоа што вчера се случило. Во оваа реченица користиме односна заменка која опишува дел од реченица, а тоа ќе го споменеме во следните слайдови. Ако ви се допаѓа видеото или ако ви се допаѓаат овој тип на видеа, кликнете лайк. Продолжуваме понатаму. Исклучоци во формирањето на односна реченица со помош на односна заменка за непознати предмети.
Како прв исклучок ќе кажеме дека освен демонстратив прономен, индефинит прономен и номен суперлатив, односната заменка вас може да опишува дел од целосна реченица. Да видиме пример. Der Chef hat mir gestern gratuliert, was mich sehr gefreut hat. Шефот вчера ми честита, што мене многу ме израдува. Односната заменка вас ја опишува делот од реченицата обележан со зелена боја. Да видиме уште еден пример. Manche sind faul, was der Chef sehr ärgert. Некои се мрзливи, што шефот многу го нервира. Втори исклучок од овие правила за реченици се дека односната реченица може да стои на позиција 1, а главната на позиција 2. Односно имаме нивна инверзија. Истото правило го имаме сретнато во видеото каде опишувавме разлики меѓу главна и зависна реченица. Па бидејќи односната реченица е тип на зависна реченица, може да ги користи истите правила. Да видиме пример. Was wirklich passiert ist, das bleibt für immer unbekannt. Што навистина се случува, останува за секогаш непознато. Во овој случај, was ни останува како односна заменка, а das е демонстратив прономен, што во оваа реченица може и да се прескокне или да не се искористи. Од левата страна имаме релатив зац, од десната страна Hauptsatz, значи ги промениле нивните места. Следни исклучоци се дека на местото на односната заменка, на место неа може да стои предлог. Да видиме пример. Kaffee ist etwas, ohne das ich nicht arbeiten könnte. Кафето е нешто без кое јас не би можел да работам. Во оваа реченица, ohne или без ни е тип на предлог и не користиме односна заменка, а сепак оваа реченица е односна реченица. И последен исклучок е дека односната заменка може да се користи без индефинит или демонстратив прономен и слично. Како се формира? Ich schreibe schnell das, was heute erzählst. Во оваа реченица користиме односна заменка. Јас го пишувам брзо тоа што тој денес раскажува. Истата реченица може да се користи и без односна заменка и без неопределена заменка, например, или демонстратив прономен во случајов. Ich schreibe schnell, was heute erzählst. Јас пишувам брзо што тој денес раскажува. Значи, показната заменка das ја немаме. Се надеваме дека до сега е јасно, а сега да прочитаме поголем дел на примери. Ich schreibe schnell das, was heute erzählst. Јас го пишувам брзо тоа што тој денес раскажува. Оваа реченица веќе ја прочитавме. Ich wünsche dir alles, was du willst. Јас ти посакувам се што ти сакаш. Vieles, was ich gelernt habe, habe ich memoriert. Многу што имам јас учено, имам јас запамтено. Dieses Handy wäre etwas, was mir gefallen würde. Овај телефон би бил нешто што на мене би ми се допаднало. Во оваа реченица користиме неопределена заменка etwas, а односната заменка ни е was. Du bist das Beste, was ich gesehen habe. Ти си најдоброто што јас го имам видено. Во оваа реченица користиме номен суперлатив или das Beste,
а односната заменка секако е was. Следен пример. Hier gibt es nichts, was Tobias gesucht hat. Тука нема ништо што Тобијас бараше. И последен пример, du bist das schönste, was mir das Leben geschenkt hat. Ти си најубавото што на мене животот ми го подари. И за крај, мала вежба. Пополнете тоа што недостасува во реченицата. Марија купува нешто што таа обожава. Значи недостига односната заменка. Оваа реченица е во номинатив, но без разлика на падежот знаеме дека имаме вас. Марија kauft etwas, was sie mag. Најскапото што таа го има се нејзините идеи. Das teuerste, was sie hat, sind ihre Ideen. И последна вежба за денес, ти си се што за живот ми треба. Du bist alles, was ich zum Leben brauche. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк, субскрайб и не заборавајте да го предложите каналот на некој што сака да учи германски јазик бесплатно.